Тажен ден за Македонија по големата трагедија која се случи во Кочани синоќа. Туку што заврши пресконференцијата на премиерот Христијан Мицкоски, кој најави одговорност на сите нивоа, битка на честните против нечестните, 7-дневна жалост, строги контроли кои, како што вели, ниту милиметар нема да дозволат да се отстапи од законските прописи кога станува збор за објектите како оној во кој се случи оваа трагедија. Катерина Нешкова ја следеше пресконференцијата на Мицкоски, ја вклучуваме во живо од владата. Катерина, кои се пораките од владата? Да, после владината вонредна седница и прогласената 7-дневна жалост во Македонија поради големата трагедија во Кочани се одржи и пресконференција од страна на премиерот Мицкоски. Знамињата се веќе на половина копие, од утре посебен режим на работа на угостителските објекти, но и засилени контроли. Мицкоски се согласи дека ова е најтажниот ден што го доживеа Македонија во изминативе 30 години, резултат на еден коруптивен систем. Ја гледаме неговата прва порака. Катерина, имаме мали технички проблеми со тонските изјави. Пресконференцијата на премиерот туку што заврши. Може ли да ни сублимираш кои се најавите, а потоа ќе ги слушнеме и изјавите од Мицкоски? Според она што го кажа Мицкоски, за овој настан ќе има силна кривична одговорност, како што кажа дека ќе бидат вклучени во за сите инволвирани лица, независно од тоа од која политичка партија се, на кое ниво, исто така каква професија се вршеле во моментот и на која функција биле, но најави и една морална одговорност. Рече, не бегаме од морална одговорност, иако покрај тоа што сме нова влада, само 9 месеци, и пораките од граѓаните се дека ова несреќа резултат на еден коруптивен систем кој што владе изминативе децении, не само сега. Сепак тој рече дека нема да бега од ваква морална одговорност, ќе има одговорност и за политички функционери од оваа власт, со тоа што прво ќе проба да се расчистат, како што рече, да води битка со коруптивниот систем кој што всушност ни ја јаде целата држава, и поради ова најави дори можни избори. Еве изјавата за одговорноста. Најпрво мора да има кривична одговорност за сите до еден инволвирани. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија, од која професија и така натаму до последниот. Очекувајте, кога станува збор за одговорност, дека нема да има милост. Ке мора да има одговорност со име и презиме. Мицкоски со порака и до опозицијата, рече ова не е битка, меѓупартиска битка на ВМРО и СДСМ, туку на честни и нечестни. Ја гледаме и оваа негова порака. Ова не е меѓупартиска битка помеѓу ВМРО, ДПМН, СДСМ, туку ова е битка на честните против нечестните и корумпирани од сите партии и сите институции. Ова го зборувам за сите честни луѓе во Македонија. И во ВМРО ДПМН, и во СДСМ, и во Вреди, и во Демократската унија за интеграција, и во сите други партии. Премиерот ги потврди информациите околу фалсификуваната лиценца со која што работел
локалот кој што првично било издадено како кабаре, но со погрешни печати. Ја гледаме и оваа изјава на премиерот. Со сиот ризик дека може да влијам на истрагата, еве вака изгледа таа лиценца. Издадена на 13 март 2024 година. Подпишана од тогашниот државен секретар. Но истата лиценца изгледа и вака. Само разликата е што последните два броја кои што во првиот случај се 51, во вториот се 15, под истиот архивски број. А замислете, таму е заведен документ дека е комуникација со странски инвеститор. А собственикот на локалот ги има овие документи. Да, Катерина Мицкоски потврди дека има спорна лиценца, нелегална или фалсификувана. Двата термини беа лиферувани од владата денеска. Се очекува истрагата во целост да расветли каков бил тој документ, кој го издал и зошто досега не било откриено дека се работи за документ кој што не треба да биде во правна важност. Мицкоски одговараше и на прашање поврзано со вчерашна контрола на полицијата во самиот објект. Имало или немало вчера на самата кобна ноќ проверка некаква на полицијата токму во овој локал? Да, имало полициска акција токму во овој локал која што се однесувала на контроли околу трговија со дрога и присуство на малолетници после полноќ. Зборуваше Мицковски за ова и каде всушност била полицијата во овие моменти, предлагам да ја чуеме и оваа изјава. Полицијата не била таму да контролира дали има важечка лиценца или не, туку се вршила проверка, бидејќи постоеле информации и основано сомневање дека се тргува со недозволени субстанции и дека во местото има малолетници. Полицијата доаѓа 5 минути пред да се случи, за жал, овој настан. И во тој момент група полицајци е со лице за кое што постои основано сомневање дека врши недозволено тргување со недозволени материјали, а додека полицајецот, кој што за жал е починат, врши легитимирање на гостите и констатира дали се тие малолетници или не се малолетници. Да, Катерина, беше најавено дека владата на денешната седница одлучувала и во однос на контроли за сите оние кои што работат во овој сектор. Што вели Мицковски, какви контроли ќе следуваат? Да, од утре Државниот пазарен инспекторат влегува во наредните 3 дена во сите можни локали кои што вршат угостителска дејност за да ги провери нивните лиценци и за да види дали се според стандарди. Гледаме и оваа порака на Мицковски. Од утре почнува голема акција, робусна акција, во насока на проверка на сите документи, сите лиценци, сите дозволи за градба, сите дозволи за употреба, сите дозволи за работа на овие објекти. И јас сум убеден дека ќе најдеме стотици, да нечем десетици. Милиметар да недостасува, ќе бидат затворени. И тука нема да има милост кон никого. Не сезона, свети сезона некај. Катерина, ти благодарам. Мицковски на оваа пресконференција ги потврди информациите кои претходно беа лиферувани од министерот за внатрешни работи за побарана одговорност од поранешната државна секретарка во Министерството за економија. Според последните информации кои ги имаме, приведен на распита и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, кој во моментов се наоѓа во полициската станица во Карпош. Очекуваме повеќе информации од нашите новинари кои се на терен. Да, со повеќе детали за ова приведување на поранешниот министер за економија ќе се вклучиме во живо подоцна во овој дневник. Покрај премиерот Христијан Мицковски, обраќање до јавноста попладнево имаше и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Во своето обраќање таа порача одговорните не смеат да ги избегнат ниту правото, ниту правдата, ниту казната. Сите сме во шок. И самата сум шокирана. Како мајка, како човек, како председателка. Се уште не можам да поверувам дека ужасната трагедија во Кочани е реалност. Не знам со кои зборови да им изразам сочувство на родителите и најблиските на погинатите. Вашата неизменна болка е и моја. Утринава ги посетив болниците.
Пред нив ме дочекаа родителите на повредените со надеж и доверба во медицинскиот персонал. И јас, како нив, верувам дека ќе го сторат не само можното, туку и неможното, за да им помогнат на нивните сакани. Знам и чувствувам дека не сме сами. Отиведнаш се огласија не само соседите, туку и подалечните држави. Најтешко повредените се транспортираат на специализираните клиники во Бугарија, Србија, Грција и Турција заради добивање врвна медицинска помош и интервенција. Добрите луѓе од целиот регион, Европа и светот се со нас. Никогаш нема да го заборавиме овој добродетелски чин. Вечно ќе им бидеме благодарни. Почитувани и сакани граѓани, ве молам, водени од хуманоста и емпатијата, да се сплотиме во болката, свесни дека смртта и болеста подеднакво не допираат сите, без оглед на било каква припадност. Не е време за делби и конфронтации, особено кога се во прашање млади луѓе, чиј живот за миг сгасна заради самоволие, импровизација и манипулација. Без стандарди и правила не смее да функционира ниту една дејност и активност. Ниту еден одговорен овој пат не смее да ги избегне правото, правдата и казната. Да не ја сквернавиме невината жртва на погинатите, да ги здружиме силите околу преживеаните, да не дозволиме никој повеќе да ги загрозува животите на невините луѓе. Никогаш повеќе да не ги жртвуваме стандардите и сигурноста на луѓето за профитот и богатството на поединците. Ништо не е повредно од човечкиот, а особено од младешкиот живот. Ви благодарам. Пресконференција попладнево одржа и од Социјалдемократскиот сојуз. Подпредседателката на партијата Ана Чупевска порача дека одговорност за оваа трагедија мора да има. Министре Тошковски, нели е срамно да не поднесете одговорност и оставка вие и сите во институциите во услови кога цела година оваа дискотека работи без лиценца? Чија е одговорноста ако не е ваша, вие тоа да го проверите? Чија е одговорноста ако не е ваша и на сите инспектори кои ги водите, да се побара одговорност и да се провери цела година дали има неправилности во работењето? Понатаму, ве молиме, одговорете и на јавноста. Како тоа полицијата била таму, како што и самиот го кажавте истово, и при тоа не ја затворила дискотеката, која очигледно работела надвор од сите пропишани стандарди и процедури. Над 100 лица се уште се хоспитализирани во повеќе болници низ државата. Дел од нив, оние кои имаат потешки повреди, веќе се упатуваат на лекување во странство, на помош до лета, буквално со хеликоптери. Здравствените служби на повеќе наши соседни, но и несоседни држави. Бројот на оние кои ќе бидат хоспитализирани надвор од земјава расте, бројката достигнува до 47. Александар Дина во текот на целиот ден известува од клиничкиот центар каде беа и хоспитализирани најтешко повредените во оваа трагедија. Александар, која е точната бројка на лица кои се уште се во нашите болници, а колкумина се веќе упатени на лекување во странство?
Според последните информации од здравствените власти, точната бројка на хоспитализирани, повредени во големата трагедија во дискотеката во Кочани, во македонските болници и клиники е вкупно 115 лица. До овој момент 20 граѓани, односно лица кои биле присутни синоќе на концертот во Кочанската дискотека и се здобиле со сериозни повреди во критична состојба, веќе се транспортирани на лекување во странски центри. Според информациите кои пред околу 1 час ги пласираа здравствените власти, веќе во Солунската болница Папа Николаус се пристигнати изгрижени тројца критично повредени. 14 пациенти се префрлени во Бугарија, односно 8 во болницата Пирогов во Софија и по тројца во центрите за третман на изгореници во Пловдив и во Варна. Еден пациент е веќе префрлен во Белград на лекување, исто така и еден во Ниш. Тројца се префрлени со авионски транспорт во Истанбул. Во текот на вечерта дополнително 6 критично повредени ќе бидат префрлени во Истанбул на понатамошно лекување. Според последните информации од Министерството за здравство, вечерва 4 пациенти ќе бидат транспортирани и во Хрватска на понатамошен третман. Се очекува во секој момент овде на хелиодромот во Клинички да слета и специјалниот медицински хеликоптер за транспорт за да префрли 4 тешко повредени од клиниките на лекување во Загреб, а дополнително уште 15 пациенти во текот на вечерта ќе бидат транспортирани на лекување во Србија. Предмалку пред ова вклучување и неколку српски амбулантни возила можев да забележам кои се веќе пристигнати и очекуваат да бидат префрлени пациентите во нивните амбулантни возила и веднаш да заминат на понатамошно лекување поради сериозноста на повредите, а пред се поради изгорениците, кај некои, како што информираа и лекарите, дури од трет критичен процент, односно степен. Како што реков, овде на Клинички од 115 хоспитализирани во македонските болници има 25 пациенти, но според оние информации на Министерот за здравство, за сега сите кои се наоѓаат во македонските болници и клиники се во релативно стабилна состојба и добра вест е што се надвор од животна опасност. По 24 повредени има во градската општа болница 8 септември во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. 29 пациенти се останати на лекување во Штипската болница, додека 13 се задржани на понатамошен третман во Кочанската болница. Според оние информации со кои располагам, 2 девојчиња на 19 и 20 годишна возраст се примени на клиниката за токсикологија, кои вдишале чад при големиот пожар и несреќата во Кочанската болница. Да ги слушнеме и деталите и со тоа со каков капацитет располагаат здравствените власти, односно македонскиот здравствен систем и дали се очекува влошување дополнително и транспорт на останатите пациенти од внатрешност, односно од Штипската клиничка болница и од болницата во Кочани. Изјава предмалку дадоа и Министерот за здравство и директорот на Фондот за здравствено осигурување. Има неколку пациенти кои што имаат потреба за кислород, меѓутоа ја мислам дека сите се во стабилна состојба и надвор од животна опасност. Меѓутоа, овие се ситуации кои што не се предвидливи. Значи, сега кажуваме дека е стабилно, секогаш во секој момент знаат да развијат едем и да проблематизираат и да развијат други синдроми кои што може да бидат проблематични. Меѓутоа, ја ве известувам за состојбата актуелно како е. Бројот на пациенти што го испраќаме надвор не вклучува само критични пациенти, вклучува и други пациенти, за да сепак обезбедиме капацитет во клиничкиот центар за повлекување на пациентите од Стара Градска од 8 септември. Со пристигнувањето на тимовите ноќеска се надам од Чешка, од ВМА и од Израел, тие што ќе бидат тука ќе добијат максимална нега.
и на идеја сме како ќе биде планот да како излегуваат пациентите од клиничкиот центар да префрламе пациенти од Штип. Според најновите информации одовде од клинички, веќе 10 амбулантни возила се подготвени и во секој момент се очекува да ги преземат пациентите за да ги транспортираат на Скопскиот аеродром. Дел од нив, како што реков, 6 уште вечерва ќе полетаат за понатамошно лекување во Истанбул, а исто така овде присутни се и амбулантски возила од соседна Србија, исто така да превземат за понатамошен третман тешко повредени и во критична состојба пациенти од синоќешната несреќа во дискотеката во Кочани. Моја предпоставка е дека повредените кои се патуваат на лекување на странство всушност имаат изгореници. Дали е тоа така, дали се работи за таков тип на пациенти и колку во оваа ситуација здравствените власти на некој начин ја признаваат слабоста на нашиот здравствен систем. Македонија е земја која нема собствен центар за третман на изгореници. Така. Значи 90 па дури повеќе од 90% од сите овие кои се испраќаат на понатамошен третман и лекување се со изгореници, како што реков, изгореници од висок трета степен и во живото загрозувачка состојба. Да, значи здравствените власти одговорија дека и да сме имале центар за изгореници, ваква масовна несреќа не можело, единствениот центар можел да збрини, односно да згрижи тројца, четворица пациенти. Затоа на помош во државата и на македонските лекари утре рано изутрина се очекува да пристигнат токму професори и врвни експерти кои третираат изгореници, експерти од ВМА, од Белград, понатаму од Прага, од Чешка кои работат во тамошните клиники, како и експерти, односно лекари за третман на изгореници од Израел. Значи, во текот на ноќта се во постојана комуникација и со останати центри кои понудиле помош, се со цел сите останати пациенти, а најголем дел од нив за жал се здобиле со изгореници да бидат соодветно третирани според сите најнови и најсовремени протоколи. Александар Динев во живо пред ургентниот центар на Скопските клиники со последните информации за состојбата на повредените пациенти и за транспортот на најтешко повредените во земјите во соседството. Александар Динев, благодариме за овие информации. Според информациите кои што попладнево ги добивме од нашите колеги кои што се пред болницата во Кочани, тие биле сведоци на револтот на родителите на загинатите кои што не дозволува телата на починатите да бидат транспортирани на судска медицина, но според последните информации тензиите се надминати и телата се пренесуваат кон Скопје во Институтот за судска медицина, каде ќе треба да биде извршена обдукција. А според последните информации помеѓу загинатите има и уметници и оние кои што ноќеска ги забавувале посетителите во дискотеката Пулс. Андреј Ѓоргиевски, еден од членовите на дуото ДНК, загинал во пожарот во дискотеката во Кочани, споделија на социјалните мрежи блиски членови на неговото семејство и соработници. Според информациите од сведоци на настанот, Андреј успеал да излезе од дискотеката, но се вратил за да помогне на заглавените во објектот. Неговото безживотно тело го идентификувала сопругата, која успеала да го препознае преку часовникот. Соработниците и пријателите на Андреј Ѓоргиевски се простуваат од него на социјалните мрежи. Во пожарот во дискотеката во Кочани починал и директорот на Домот на култура Ацо Шопов од Штип, Филип Стефановски. Стефановски беше продуцент, пианист, тромбист и композитор, магистар по джез науки, вработен беше како професор во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип. Стефановски исто така свиреше во бендот на ДНК, кој вчера настапуваше во дискотеката во Кочани. Меѓу загинатите и младиот струмичанец Ѓорги Ѓоргиев на возраст од 24 години, тапанар на групата ДНК, кој синоќа исто така настапувал во дискотеката Пулс во Кочани. Веста на социјалните мрежи ја потврди градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов. Помеѓу починатите и професорката по пијано на Факултетот за музичка уметност Сара Пројковска, која пееше придружни вокали во групата ДНК, потврдија од Факултетот за музички уметности. Пројковска беше самохрана мајка на 2 деца, таа пееше придружни вокали, наречи си сите поп-пеачи во Македонија.
Властите во Македонија најавуваат темелна истрага и немилосрдна борба со, како што велат, криминалот и корупцијата кои стојат зад причините за оваа голема трагедија. 20 лица се осомничени, дел од нив се приведени. Според последните информации, како што споменавме на почетокот на овој дневник, меѓу последните приведени во акцијата на полицијата и јавното обвинителство и поранешниот министер за економија Кришник Бектеши. Александар Спасовски известува за текот на истрагата од пред полициската станица и обвинителството во Кочани. Александар, кои се последните информации, што знаеме до овој момент? До овој момент се уште немаме нови информации, имајќи предвид дека обвинителството константно ја одложува закажаната пресконференција. Првично беше закажана за во 18, па за во 19 и сега последните информации се дека таа ќе содржи во 19:45. Овде зад мен имам можност, ќе го замолам колегата Славе Стојановски да се обиде да го сними прозорецот. Предпоставам дека ќе го видите државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, кој што се уште држи состанок. Од она што имав можност да го видам одовде, состанокот беше прилично интензивен. Него го чекаме. Според најавата тој треба да се симне во 19:45. Како што ни објасни од обвинителството, ова константно одложување на пресконференцијата се должи на тоа што постојано се издаваат нови и нови наредби и се работи на се продлабочува истрагата и се работи на овој случај. Од она што го имаме досега како официјална информација, тоа се податоците кои што ги соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој денеска на пресконференцијата пред полициската станица во Кочани рече дека за овој случај има 20-тина осомничени, меѓу нив и државната секретарка во Министерството за економија поранешна Размена Дурович Цекич. Според последните информации таа е приведена од полицијата. Меѓу осомничените се и двајца членови на бендот кој што настапувал вчера. Тука е синот на собственикот на дискотеката, како и управителот на компанијата, екс-директор на дирекцијата за заштита и спасување. Дел од лицата полицијата ги има обезбедено и во болница, дел се исто така се приведени надвор. Тоа се информациите кои што ги соопшти министерот Панче Тошковски, имаме дел од неговата изјава. Има осомничено повеќе од 20 на лица. Околу 15 лица се во полициска станица. Дел од осомничените за предизвикување на овој кривично правен настан се починати, согласно сомненијата кои што ги имаме до сега од аспект на осомничени. Дел се во болница. 4 лица имаме моментално обезбедени во болница. 2 члена на бендот, син на собственик на дискотека и управител на правното лице кое што ја менаџирало дискотеката. Дел од приведените лица кои што моментално се во полициска станица се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој кривично правен настан, согласно доказите кои што ги имаме до сега собрано. Односно, приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаме сомнение дека е еден од оние кои што имаат директна вина во рамки на сторување на конкретни кривични дела поврзани со овој настан. Исто така, приведени се поранешен државен секретар на Министерство за економија, поранешен, мислам дека и сегашен раководител на еден сектор во рамки на Министерството за економија. Имаме приведено поранешен директор на дирекција за заштита и спасување и тројца вработени во рамки на дирекцијата. Легална лиценца за работа оваа фирма нема.
Не би сакал да откривам повеќе детали во таа насока, заради тоа што сме во многу рана фаза во рамки на оваа истражна постапка. Но сакам едно да кажам, а тоа е дека и оваа лиценца, како и многу други работи во минатото во Македонија е поврзана со мито и корупција. Цаци Иван, за 15 на минути го очекувам државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, ќе побарам ново вклучување. Александар, ќе имаме повторно во живо со изјавата на јавниот обвинител Коцевски. Ние од предобвинителството од Кочани се селиме пред полициската станица Карпош. Таму според последните информации на информативен разговор е повикан поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Колегата Мартин Арсов е пред полициската станица. Мартин, со какви информации располагаш? Иван, според информациите со кои што во моментов располагаме, поранешниот министер за економија Крешник Бектеши е повикан на информативен разговор овде во полициската станица Карпош. Овој информативен разговор следи по информациите дека државна секретарка во Министерството за економија, додека тој бил на функцијата, ја подпишала фалсификуваната лиценца за дискотеката во Кочани, која рано утринава се запали. Она што досега е познато е само дека е повикан на информативен разговор, така што повеќе информации би имале во следните вести. Мартин, те очекуваме со повеќе детали за тоа каква одговорност се бара од поранешниот министер за економија, каква е неговата поврзаност со издавањето на овој документ кој власта го нарекува нелегален и фалсификат. И благодарам, ќе имаме во текот на вечерта во сите изданија на вестите. Може би најтешката најава која треба да се напише денеска е најавата за следната содржина. Тоа е хронологијата на сите настани кои се случува од вчера во 2 часот и 35 минути до денес, кога семејствата ги дозна имињата на жртвите и на повредените во трагедијата која се случи во дискотеката. Сите настани започнуваат со искри кои го пожаруваат кровот на ноќниот клуб, завршуваат за многу кусо со трагичен исход за дури 59 лица. Гледаме од прилогот на Тамара Дичовска. 2:35 часот по полнок, ноќен клуб Пулс Кочани. На бинат, дуото ДНК ја изведува последната песна за вечерта. Кажи ми како без тебе да бидам. Публиката пее во еден глас, но никој не знае дека ова ќе биде последната песна што многумина ќе ја слушнат, а и последна заеднички изведена песна на македонскиот бенд. Во истиот момент кога рефренот одзвонува во салата, искри од пиротехниката горат во воздухот. Во секунда се менува. Огнот брзо се шири, настанува паника, луѓето бараат излез. За неколку минути пламенот го проголтува клубот, оставајќи зад себе трагедија која ќе памети целата држава. 59 млади животи згаснуваат таа ноќ, меѓу нив и 4 припадници на бендот. Откако го забележуваат огнот на покривот, членовите на бендот преку микрофонот ги предупредуваат гостите да ја напуштат дискотеката. Над 500 луѓе брзаат кон излезот, но паниката и хаосот создаваат метеж. По 10 на минути пристигнуваат пожарникарите и започнуваат обиди за спасување на присутните. Но хаосот и паниката во клубот предизвикуваат стампедо. Единствениот мал излез се не може да го издржи притисокот на повеќе од 500 луѓе кои се обидуваат да се спасат. Меѓу нив е и Марија од Кочани. Во метежот успева да излезе со мали повреди и скореници, но нејзината мисла е само на едно место, нејзината сестра. Без двумење се враќа назад во клубот, надевајќи се дека ќе ја најде. Цела ноќ минува во неизвестност, обидувајќи се да добие информација за неа, но никој не знае каде е. Вечерта, кога искочиле да се забавуваат, не можела ни да замисли дека тоа ќе биде последниот пат кога ќе ја види. Денес докторите во Кочанската болница ја соопштуваат најтешката вест. Нејзината сестра не преживеала. Бевме прво штип у таа болница, чекавме таму многу сати, многу време од сабајле, ама ништо немаше. Немаше никој список и на крај тука дојдевме, кажаа можно е да е тука. И кога дојдевме, улезевме внатре и кажаа дека покажаа ни слика од неа, слика изгорена тука. И кажавме дека е она.
Роднините на оние кои успеа да се извлечат од клубот и со олеснување добија веста дека нивните блиски преживеале, денеска се уште во неизвестност, бидејќи поголемиот дел од нив ги однесува на лекување во странство. Мојата сестра е повредена. Голем шок, не можеше да комуницира, имаше изгореници по лицето, по рамењата. Ја транспортира со возило од Беровска брза помош до Скопскиот клинички центар. Стапивме во контакт со шоферот на брзата помош и така знаевме дека овдека сме. Снимките направени попладнево од внатре ја покажуваат траурната слика од изгорениот ноќен клуб. Пеплосан до темел, во рушевини и изгорени предмети, кои синоќа биле маси, столови, бина, а денеска само пепел кој сведочи за најголемата трагедија во Македонија. Однадвор просторот кој беше ноќен клуб е останат без покривот. Причината за смртта на 59 луѓе. Пеплосан и со траги од вечерта која требало да биде највесела за многумина, вака денеска осам на пулс, ноќниот клуб каде прекина и пулсот за многу млади животи. А тоа беше хронологијата на последните минути за животот на 59 наши сограѓани. Телевизија Сител попладнево испрати своја екипа која што направи снимки од дрон на објектот на дискотеката Пулс во Кочани, кој што практично ја доловуваат вистинската слика за трагедијата која што вчера се случувала, ноќеска се случувала во објектот на оваа дискотека. Се забележува и од овие снимки дека практично изгорен делот каде што почнал да се шири огнот Славица, практично е зафатен делот над бината од каде што почна од каде што избувна овој пожар кој што пред малку го видовме на снимките од прилогот на колешката Тамара Дичовска. Се забележува дека делот кон излезот од дискотеката речиси воопшто не е опожарен. Ова потврдува дека веројатно најголемата паника настанала во ситуацијата и обидот да се напушти објектот на дискотеката Пулс во Кочани, дека најголем дел од жртвите настрадале токму во тоа стампедо, за што сведочеше и една од соговорничките во прилогот на колешката Тамара Дичовска за тоа како сите газеле врзне обидувајќи се да излезат од дискотеката во Кочани која што беше зафатена од пламените јазици. Ова се снимките од дрон кој што попладнево ги направи екипа на телевизија Сител. Овие снимки дополнително прикажуваат за каков објект станува збор, објект кој веројатно нашите колеги од соседството кои денеска допатува во Македонија беа изненадени од тоа дека ваков еден објект представува ноќен клуб. Тоа всушност го покажува истрагата дека овој објект не ги задоволувал основните стандарди за добивање на лиценца за вршење на една ваква дејност. Нашата колешка Габриела Лескова работеше на оваа тема. Изграден во 1999-та, легализиран во 2005 година. Објектот каде се наоѓа дискотеката Пулс, каде избувна фатален пожар кој резултираше со човечки жртви и над 100 повредени, никогаш не побарал елаборат за противпожарна заштита, покажуваат документите од Дирекцијата за заштита и спасување. Тоа значи дека дискотеката не работела согласно закон. Директорот вели дека за едно правно лице да функционира согласно прописи и закони, мора да поседува ваков документ кој Дирекцијата за заштита и спасување никогаш не го издала на овој објект. Разгледуваме целата документација по однос на објектот. Имаме информации дека е изградено на 99 година, значи дека е легализиран 2005 и нема, до сега ние не увидовме во нашата документација дека постои нивно барање за елаборација. 20 инспектори од оваа институција соработуваат со останатите за да се увидат точните причини за избувнување на пожарот. Кој објект е должен да поседува соодветни уреди, инсталации и опрема за заштита од пожари и експлозии. Кои видови се предвидени во елаборатот за заштита од пожари. Значи, елаборатот прикажува целата фотографија кои уреди треба да ги има еден објект. Значи, покрај ова, правните лица се должни за објектите да имат донесено план за заштита и спасување. Согласно информациите на Сител, дискотеката Пулс во моментов нема ниту важечка лиценца за работа. Извори од истрагата велат дека дискотеката оперирала со фалсификувана лиценца. Министерството за економија последната дозвола за работа им издала на 13 март 23 година, во важност од една година. Исто така податоците за фирмата која менаџирала со дискотеката Пулс основана е на 15.5.2020 година и моментално согласно податоците сметката на оваа фирма е блокирана, па се поставува прашањето како продавале пијалоци услуги за време на забавите.
Во клубот вчера биле над 500 лица, а продадени 250 карти. Во толку мал, стар и однадвор видно напуштен објект незаконски е да бидат присутни толку лица. Како и зошто во толку мал објект биле пуштени да влезат над 500 лица? Оперативниот безбедносен план кој мора да го поседува една функционална дискотека или кабаре налага вако вид на објект да има најмалку 2 излези. Во оваа дискотека имало само еден влез-излез. Согласно законот, за еден ноќен клуб да работи во Македонија, неопходно е да бидат обезбедени неколку основни дозволи и лиценци. Дозвола за градба и употреба. Оваа дозвола се добива од општинските власти и потврдува дека објектот е изграден и се користи согласно техничките и безбедносните стандарди. Дозвола за заштита од пожари издава Министерството за внатрешни работи и обезбедува дека објектот ги исполнува барањата за заштита од пожари, вклучувајќи ги потребните уреди и излезите за итни случаи. Лиценца за послужување алкохолни пијалоци. Оваа лиценца се добива од Министерството за економија и овозможува послужување алкохолни пијалоци во објектот. Во зависност од специфичните карактеристики на ноќниот клуб и услугите што ги нуди, може да бидат потребни и дополнителни дозволи или лиценци. Она што е важно е да се напомене дека собствениците на дискотеките постојано мора да бидат во консултација со локалните власти за да бидат сигурни дека сите законски регулативни барања се исполнети пред започнување со работа. Така изгледа објектот на дискотеката Пулс во Кочани, но како всушност треба да изгледа објект во кој што се организираат масовни настани? Одговори за ова побаравме од професор Горан Марковски, декан на Градежниот факултет во Скопје. Со него разговараше колегата Зоран Јаневски. Што предвидуваат прописите за заштита од пожар во вакви објекти каде што има присуство на поголем број граѓани во однос на поставеност на противпожарни апарати, систем за заштита од пожари, противпожарни излези? Што предвидуваат прописите? Значи предвидуваат соодветни материјали прво, користење на соодветни материјали. Не може било кој материјал да се користи во вакви објекти. Понатаму, она што вие споменавте, дојавувачи на пожари, прскалки, автоматски кои ќе гасат пожар, понатаму противпожарни апарати, соодветни отвори за вентилација или систем за вентилација и довод на свеж воздух, евакуација, значи врати прописни за евакуација, врати кои што ќе се отвараат код надвор, кои што ќе имаат кочница на себе, кои ќе се отворат да застанат во таа положба, и ред други работи кои што се пропишани и само треба да се почитуваат. Ако се работи за голем број на посетители, тогаш објектот треба да се подели на противпожарни сектори, да може да се изолираат деловите каде нема пожар, да брзо се изолираат и така натаму. Значи мерките ги има, само колку се почитуваат е под знак прашање. По мое скромно мислење, ако овие мерки се бараат од сите објекти, мислам дека повеќе од половина објекти во државата ќе треба да ги затвориме. Јасно е дека употребата на пиротехниката била клучна за избавнување на пожарот. Дали при употреба на вакви средства е потребна дополнителна противпожарна заштита? Тоа е прашање кое се наметнува после она што го видовме. Јас колку што знам, не сум некој голем стручњак во таа област, меѓутоа јас колку што знам, дури и за пиротехника надвор се бара соодветна дозвола за користење. Во така стеснет простор, релативно низок и така натаму да се внесе пиротехника и да се користи е дополнителен голем ризик за кој што требало да постои свесност кај оние кои донесле таква одлука. Значи, многу е битно свеста и совеста кај сите оние кои што носат некакви одлуки да биде на многу високо ниво, затоа што без тие две компоненти тешко дека ќе можеме да се избориме за подобар и посигурен живот, не само за нас, туку најмногу и за помладата популација. Европската унија ќе помогне на Македонија за справување со последиците од пожарот во Кочани. Барање од македонската влада веќе пристигнало во институциите во Брисел. Ова го потврди портпаролот на Европската комисија. Повеќе детали за формата во која оваа помош ќе биде дадена, ќе бидат соопштени утре. Имало и координација помеѓу премиерот Мицкоски и генералниот секретар на НАТО, како и помош и поддршка од лидерите од повеќе земји и од соседството и од светот. Гледаме детали во продолжение.
НАТО ја понуди својата помош за несреќата во Кочани. Генералниот секретар Марк Руте во телефонски разговор со премиерот Мицкоски најавил можно активирање на НАТО системот за справување со несреќи. Испратени се пораки за обединување и сила за справување со последиците од трагичниот настан, информира кабинетот на премиерот Мицкоски. Сочувство испратија и сите представници на Европската унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, председателот на Европскиот совет Антонио Коста, еврокомесарката за проширување Марта Кос, на социјалните мрежи напишаа дека Европската унија се солидаризира со народот на Северна Македонија во овој тажен момент. Сочувство за загубата и помош изрази амбасадорката на САД во Македонија Агелер. Му понуди всекаква помош и целосни ресурси на амбасадата на САД на премиерот, како и нашите молитви за сите оние кои страдаат денес, напиша Агелер. Длабока тага поради трагедијата упати украинскиот председател Зеленски, кој напиша дека Украина стои до македонските пријатели на овој тажен ден. Сочувство изрази унгарскиот премиер Орбан, грчкиот Мицотакис, албанскиот Рама, лидерот на ГЕРБ во Бугарија Бојко Борисов, кои ја изразија својата подготвеност за каква и да е помош. Србија во вторник ја прогласи ден на жалост за трагедијата во Кочани, а председателот Вучич се понуди да испрати хеликоптери, медицински транспортни возила, медицински тимови како помош, но и да се примаат голем број од повредените во болниците во Србија. Србија е секога со своите пријатели подготвена во согласно со своите можности да пружи каква и да е помош, објави на социјалните мрежи Вучич. За трагедијата со голем број загубени животи сочувство изрази високиот представник на Европската унија за надворешни работи Калас, председателката на Словенија Мусар, на Албанија Бегај, на Бугарија Румен Радев, хрватскиот, словенечкиот, косовскиот премиер, а телеграма со сочувство пристигна и од папата Франциск. Медиумите од регионот денеска во живо од Кочани известуваа за трагедијата во која животот го загубија 59 лица, а информацијата ја објавија и сите светски медиумски мрежи. Веста за катастрофалната трагедија во Кочани го обиколи светот. Агенции од сите континенти ја пренесуваат информацијата за несреќата која одзема над 50 млади животи, а повеќе од 100 се повредени. 51 загинати, десетици повредени во пожар во ноќен клуб во Северна Македонија е прва вест на CNN, BBC, Sky News, Guardian, Reuters. Пренесуваат фотографии од објектот во кој избувнал пожарот, а во своите извештаи информираат дека во ноќниот клуб во моментот биле присутни околу 1500 лица. Во своите извештаи ги пренесуваат изјавите на официјалните македонски власти како министерот за внатрешни и премиерот на државата, а информираат дека роднините на загинатите и починатите се собираат пред болниците и молат за повеќе информации. Светските медиуми лоцираат и каде Кочани се наоѓа во Македонија, дека е на оддалеченост од 100 километри од главниот град на државата и на 30 од Штип. Кочани го опишуваат како мал град со околу 30.000 жители, а загинатите биле на концерт на популарната група ДНК. Вечерва во повеќе градови во земјата се палат свеќи за починатите во големата трагедија. Во Струмица се палат свеќи на градскиот плоштад во чест на 24 годишниот Ѓорги Ѓоргиев, бубњар на бендот ДНК, кој синоќа го загуби животот во трагедијата. Слични собирања вечерва има и во Кочани, секако најавувам повеќе за ова и во следните информативни изданија. Пред крајот на ова информативно издание, уште еднаш ќе одиме во живо пред јавното обвинителство во Кочани. Забележуваме од снимките кои што се во живо од зградата на обвинителството во Кочани дека државниот јавен обвинител Коцевски се уште е во објектот. Обвинителството неколку пати најавуваше негова изјава и информација за јавноста со најновите информации од текот на предистражната постапка која што ја спроведува државното јавно обвинителство. Последните информации кои што ги добивме од нив се дека е формиран тим на обвинители кои што работи на целата постапка. Вклучени се 6 обвинители. Во овој тим се вклучени 20 обвинители од обвинителството од Кочани, 20 од Штипското јавно обвинителство, на помош се вклучени и 20 обвинители од јавното обвинителство Скопје. Секако очекуваме информација за јавноста од државниот јавен обвинител. Таа ќе ја погледнеме во следното информативно издание. За крај би сакала само еден кус коментар, Иван.
Јас и ти тоа го коментиравме во текот на денот. Македонците денеска покажаа колку се хумани, колку знаат да сочувствуваат едни со други во моменти на ваква трагедија. Бројни угостителски објекти нудеа храна, хотели нудеа сместување, приватните болници ги отворија своите врати за згрижување на пациенти. И граѓани лично одеа во болниците да понудат сместување за сите роднини и семејствата на повредените. Да, така што Македонија повторно покажа дека кога е тешко знае да се обедини, но она што сега се очекува е секако овој случај целосно да биде расчистен и како што се ветува од властите, одговорноста да има име и презиме. Повеќе информации за сето ова најавуваме за во вечерните изданија на вестите, следното е во 21 часот. Останете со Сетел.